Почитувани, впечатокот ми е дека министерот Филипче не го забележа или го игнорираше крикот на војниците на првата борбена линија. Во војната терминологија има поими како дезертери, воени шпекуланти, кукавици, воени профитери, но и јунаци и херои. Со вашето однесување, министра, во изминатиот критичен период и покрај огромните напори на вашиот пиар тим, не станавте ни јунак ни херој. Прес конференциите и стикерите видовме дека не помагаат. Потврливте во спроведувањето на протоколите кои се на располагање на цел свет. Наместо да вашите надредени да им поставувате ултиматуми, вие се грижевте за личниот пиар и политичката агенда на вашиот шеф. Наместо да ги отстраните неспособните капетанчиња, вие се обкруживте со бескорисни полтрони. Вашите избраници и вие, министра, дозволивте војската на здравствени работници да се истроши непотребно пред одлучувачката битка. Забележливо е за сите дека системот ви е нефункционален, а алгоритмот одамна не функционира. Повеќе од 10% од заболените се здравствени работници. Наместо проактивна, вие спроведувате реактивна стратегија. Свесни за погрешно мотивираниот и лош менеджмент на оваа здравствена криза, уште пред повеќе од 1 месец почнавте да си создавате алиби за вашиот неуспех, кој беше логично предвидлив. Започнавте со здравствените работници. На наше инсистирање на здравствена едукација на здравствените работници, вие реплициравте дека тоа се учи во средното медицинско училиште. Бројот на заразени здравствени работници ве демантираше, но и тоа не беше причина да превземете мерки за решавање на проблемот. Наместо систематична и планирана едукација, здравствените работници го поминаа патот на самоедукација, потпирајќи се на едукативни материјали од странство. Наспроти тоа, сведоци сме на стотици научни трудови од цел свет, кои токму едукацијата на здравствените работници ја сметаат за базична во справување со пандемијата. Резервниот кадар требаше да се селектира пред 2 месеца и да се започне со нивна едукација. Не смеевте, министре, да пуштите без обука ни еден доктор, сестра или болничар на првата линија на фронтот. Со тоа ги ставивте во ризик сите и директно сте одговорни за нивното здравје. Сега за вашиот неуспех одговорноста ја префрлате и на граѓаните и тие не ви се по волја. Ова е најзлоупотребуваната ненаучна теза пред се од министерот, а потоа и од сите негови навивачи, дека нашиот народ е прост и неписмен и дека таа карактеристика на нашиот народ го објаснува неговиот личен дебакл. Тенденцијата да се обвини населението е амнестија на власта. Сведочиме дека нема ефикасни и прилагодени на нашето население кампањи за едукација. Науката вели дека никаде во светот нема 100% информираност ниту на граѓаните, ниту пак на здравствените работници. Здравствената едукација на населението не може да е планирана и спроведувана само од пиар експерти. Ако ја консултира науката, здравствените власти ќе знаеја дека промената на однесувањето на луѓето не е лесна работа, дека не се доволни пресконференции, туку затоа постојат научни теориски модели. Едукацијата на населението секаде се адаптира на локалните услови. А основна премиса е едукаторите да потекнуваат од заедницата и да делуваат во таа заедница. Нашиот народ е мудар и умен, само треба да сакаш да му помогнеш. Вашата неспособност ја покривате со импровизација, а со постојана импровизација цената ќе биде ненадоместлива. Затоа вашиот пораз е неизбежен. Ви благодарам.